Почитувани представници на медиумите, денеска сме во работна посета на Овара, Неготино, Овара, Кавадарци. Од средбите денеска што ги имавме и во Кавадарци и во Неготино. Првомајските празници поминале одлично, немаме карактеристични случаи кои ја нарушиле јавната безбедност. Исто така разговаравме и за првиот круг кој помина на претседателските избори, ги сумиравме резултатите од полициското работење и се спремаме за вториот круг на претседателските избори и парламентарните избори, се со цел уште еднаш македонската полиција да покаже и докаже на дело дека е тука за граѓаните, да може да го изразат својот глас слободно, без притисоци и закани од одредени лица. И уште еднаш ги повикувам и во оваа можност граѓаните, доколку некој им се заканува и им прави притисок за одредена политичка партија да гласа, тука е македонската полиција, ќе биде на нивна страна и ќе се вклучи во тој случај, се со цел за тие да можат слободно да го изразат своето право на глас. Исто така, колегите на денешните средби ги информирав и за две клучни работи кои се од клучно значење за нашите вработени. Дека парите за бонус плата се обезбедени и таа ќе биде исплатена по завршување на техничката влада. Во овој момент не може да исплатиме бидејќи се распишени изборите и изнесува висина од 36.000 денари. Знаете дека со доаѓањето на оваа влада од 2017 до денес редовно ги исплаќаме бонус платите. Втората тема за која ги информирав колегите се со цел да ја пренесат на сите вработени дека секоја година со покачување на минималната плата и платата во македонската полиција се покачуваше. Ова година не е покачена, бидејќи се распишани изборите, но во координација со македонскиот полициски синдикат сме усогласени и се подпишани сите документи кои ќе имаме законска можност, платата на македонската полиција ќе биде покачена за 10%. Значи, од 2017 до денес имаме 35% и овие 10 зборуваме за 45% покачена плата. Се со цел да ги мотивираме македонските полицајци да имаме уште подобри резултати и граѓаните да бидат уште побезбедни. Ви благодарам.